Што не иде да кипа доле? Прати го на ги. Изградбата на патната инфраструктура, железничката и изградбата на газоводот е еден од најврвните приоритети на нашата влада. Во изминатиот период се вложени и се вложуваат над милиарда евра во овој инвестиции, во капитални инвестиции во делот на патиштата, железничката пруга и изградбата на газоводната мрежа. Би сакал да го потенцирам следното, тоа е дека коридорот 8 е од исклучително значење за нашата држава и кога го гледаме од аспект на поврзување со железницата, ќе видиме дека железничката пруга од Куманово до Белјаковце треба да биде завршена до крај на оваа година или почетокот на следната година, а исто така паралелно со почетокот на наредната година, значи од 2020 година ќе отпочне изградбата и на втората делница, тоа е пругата од Белјаковци до Крива Паланка. Исто така се бара начин за обезбедување на средства за третата делница, тоа е од Крива Паланка до бугарска граница. Сакам да потенцирам дека денеска тука сме со директорот на јавното предпријатие за државни патишта и градоначалникот да извршиме увид во реконструкцијата на патот од Ранковце до Крива Паланка, пат кој што е некаде околу 21 километар. Поголеми детајли во тој дел на другите делници ќе даде директорот. Би сакал да потенцирам дека овој пат, оваа реконструкција би чинела 2,6 милиони евра и што значи дека исклучително важно е за она што ќе значи подигнување на капиталните инвестиции. Некога ги гледаме аспектот на големувањето на капитални инвестиции, морам да кажам дека капиталните инвестиции во делот на газоводот се некаде над 48%, зборувам заклучно со вториот квартал, исто така преку 34% имаме реализација на капиталните во делот на јавното предпријатие за државни патишта, за кои што очекуваме дека во следниот период со одобрувањето и давањето на согласност за изградбата на патот Кичево-Охрид ќе бидат драстично зголемени, така да од тој аспект гледано мислам дека ние во наредниот период, тоа што како влада го зборувавме, тоа е дека 2019 година ќе биде економска година, се остварува. Уште по засилено темпо, како што најавувавме за вториот квартал, очекуваме да се случи во третиот и четвртиот квартал. Се разбира дека на тој начин ќе имаме сериозно зголемување капиталните инвестиции, зборувам севкупно, не само во ресорот транспорт, и се разбира на тој начин граѓаните ќе го видат својот бенефит. Благодарам. За важноста на коридорот 8 веќе многу пати е кажано тоа што е кажано. Со самото наше доаѓање ги откочивме сите работи што беа за изградбата на експресните патишта, но јас многу пати имам кажано дека изградбата на нови патишта е убава работа, но не треба да се заборават патиштата кои што се постари од 40 години како што е овој и кои што треба и понатаму да бидат во корист на сообраќајот и на граѓаните. Значи се работи за патната делница од Куманово до Крива Паланка, која што комплетно ќе биде рехабилитирана. Сега се наоѓаме на потегот од Ранковце до Крива Паланка, 21 км, 2,6 милиони евра, со ширина на коловоз од 6,5 до 7,5 метри, и тоа е делот кој што треба да заврши до пролета, но со нашите усилби јас мислам да ќе биде завршен до крајот на годината. Понатамо, другите 30 км што се од Куманово до Ранковце се поделени на два лота. Едниот е преку ИПА од Куманово, првите 15 км према Ранковце, додека останатите 15 км од Куманово према Ранковце ќе се тендерираат во месец август, што значи дека септември ќе почнат со изградба и ќе се надоврзи на овој постоечкиов. Со тоа мислам дека коридорот 8 ќе го добие овој пат за да може да служи за безбеден сообраќај и да го обновиме така како што му е редот и како што личи, а во меѓувреме и кога ќе заврши експресниот пат, овој пат да биде од сервис за граѓаните. Само да нагласам дека во оваа регија, околу од Куманово до Крива Паланка, се работи рехабилитација и до Свети Николе на околу 120 километри патишта, што експресни, што регионални. Значи, тоа што го кажавме дека до крајот на годината ќе имаме рехабилитирани патишта преку
550 километри со сигурност ќе биде, затоа што во моментот се работат околу 300 до 350, другите отпочнуваат овој месец и мислам дека со тоа што го обеќавме ќе го реализираме, но еден голем дел од околу 200 километри ќе се тендерираат касна есен, кои што кога ќе дозволат временските услови ќе отпочнат, значи тоа се плюс новие 550 километри, а пролетта ќе бидат интензивирани со цел да завршат до некаде мај-јуни месец. Па, како што кажа директорот на ЈПДП и министерот за транспорт и врски, што не би сакал нема што повеќе да кажам, освен дека ова се големи проекти и големи работи за жителите на општина Ранковце, гребењето и асфалтирањето на постоечкиот пат кој е главна делница спрема Бугарија и спрема Блискиот Исток. Мислам дека од голема корист ќе биде и на местото население, бидејќи овој пат можеби 30-40 години уопште не видел рехабилитација до сега. Сега со оваа рехабилитација попрву ќе се стига до Крива Паланка, ќе си ги остваруваат своите граѓански права поекспресно и побрзо, бидејќи до сега маки мачеа со патот, знаете и сами, колите се изамортизираа по вакви стари патишта кои што беа целосно со дупки испрекопани. Исто така и за другата делница што спомна директорот од Куманово спрема Ранковце, очекуваме една од најбитните работи бидејќи поврзување со главниот град со Скопје, една од најпокрупните работи која е за нас од многу големо значење за општина Ранковце, поточно за жителите на општина Ранковце. Би сакал исто така да кажам и за експресниот пат што се гради горе над го заобиколува општина Ранковце, мислам населените места во општина Ранковце, дека е од голема корист и интерес за жителите на општина Ранковце, кој се работи во 2 смени. Мислам дека е за поздрав со фирмите кои работат на патот и мислам дека со завршување на тој пат ќе имаме подобро поврзување со Бугарија, со Крива Паланка и обратно ако се отпочне со автопатско решение од Куманово до Ранковце. Благодарам.